Да, Иван, пред малку пристигнаа 50-тината конјаници од повеќе места во Македонија, тука во Крушево, со што на некој начин започна и одбележувањето на 118 годишнината од подигнувањето на Илинденското востание. Конјаниците прво беа пречекани со големи овации и аплауз во центарот на градот, а потоа по главната градска улица се упатија на платото на Гумење, каде што и моментално се наоѓаме. Инаку мој соговорник во овој дневник е Гоце Трпковски, организатор на Илинденски марш 78, односно најстарата конјаница која што веќе 43-та година поред го одбележува празникот на ваков начин. Добар ден, го поздравувам целиот македонски народ. Од моје име, од името на сите конјаници им го честитам еден од најголемите македонски празници, 2 август Илинден. Еве како што гледате овде во градот на првата република на Балканот Крушево, односно денеска Република Македонија, се собраме, дојдоме да го одбележиме овој празник. Прекрасна атмосфера, сите сме радосни и среќни што еве после големи патувања, големи горештини, големо невреме кој не следеше по патот, сите здрави и живи дојдеме до Крушево да го чествуваме овој празник, да учествуваме во програмата на градот Крушево, да положиме цвеќе на паднатите борци, да се поклониме споменикот на Мечкин камен и онака да го чествуваме празникот како што доликува на сите македонци. Гледате дека овде владе една прекрасна атмосфера. Малку сме заморни од патувањето, меѓутоа сепак нашите овации се видливи и се надам дека секој оној што ќе посека во иднина да учествува во Илинденскиот конјички марш, ќе му биде вратата отворена. Сепак Македонија се доживее по селата, по градовите, по наш македонски народ во овие тешки времиња, представува на голема чест и задоволство. И така да апелирам и понатака оваа традиција да продолжи. Се надам дека до година ќе биде подобро, поздрави и едноставно ќе и тргнем некои проблеми. Апелирам до македонскиот народ, до сите оние релевантни фактори да бидеме смирени, да се обединиме. Расколот и немирот што го имаме меѓу нас македонците, едноставно да прекине си подадеме рака еден на друг и така да како Македонија влеземе во Европска унија и бидеме обединети како македонци. Доаѓате од Скопско Лисиче, колку дена патувавте и како помина патувањето? Нашата конјаница е од Горно Лисиче, нели како што рековте, 43 години традиција која веќе трае. Тргнаме 27 вечерта преку општината Петровец, Велес, општината Чашка, Богомила, Теово, секаде беме пречекани онака како што доликува Кривогаштани. На влез во Крушево се споиме со конјаницата која тргна од Мавровско-Гореканскиот крај, односно конјаницата од Кичево, Бигорски манастир, сите заедно сложни. Еве кој што гледате на овој голем плоштад во срцето на Македонија, заедно се собраме и да го одбележиме овој голем празник. Какво е чувството после толку денови кога ќе се пристигне тука на Гумење? Да. Видете, значи ние сме презаморни, односно од организација, од учество во конјаницата, меѓутоа денес како ќе дојде тој ден, забораваме на заморот, забораваме на големите температури, некогаш и големите дождови. Целта е исполнета, мерекот е направен, односно традицијата продолжува. Ова македонска патриотска традиција се надам дека нашите генерации идни ќе ја продолжат и многу пати уште многу години се гледаме тука на Гумење, на Мечкин камен во градот Крушево. Атмосферата е навистина прекрасна тука на Гумење и во целиот град во Крушево. Ова година има некои промени во однос на одржувањето на празникот, така да нема да има говор и главната прослава за Мечкин камен е одложена во 18 часот. Како вие како конјаници кои што еве повеќе години вие лично доаѓате тука во Крушево, како го оценувате тоа? Па јас лично бев запознат од протоколот на претседателот Пендаровски дека оваа година ќе се промени протоколот, односно чествувањето на поклонувањето и положувањето цвеќе на Мечкин камен во 18 часот. Па сметам дека лично јас и зборам се во моје име, мислам дека политиката треба да се трне настрана од тој голем празник, како што најави претходно, дека треба да си подадеме едни на други рака и зашто многу малку македонци станаме во Македонија. Доста е веќе крвопролевање, доста е више монтирани случаеви, доста обвинувања, едни патриоти, едни кодоши и мислам дека веќе е редно да прекинат тие глупости и ја мислам дека е добро што нема да има политички говори на Мечкин камен. Лично јас така го мислам тоа. Ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам вас. Иван, како што може да забележите, атмосферата тука на Гумење е навистина прекрасна. Конјаницата
Од тука потоа се упатува во својот камп кај Вештачкото езеро, а чествувањето, како што кажа, продолжува утре, токму од ова плато каде што и официјално ќе бидат отворени научно-културните средби 10 дена Крушевска република. Дарко Штарговски, те оставаме во славеничка атмосфера, ти и во наредните денови ќе известуваш за атмосферата во Крушево. Ти благодарам за ова вклучување во